Годинава ќе дишеме почист воздух за разлика од минатите години, не убедува првиот човек на Скопје без конкретно да објасни што точно ќе преземат во пресред на зимата. Петре Шилегов се правда дека се работело на проблемот, иако како што вели тоа не можело да се реши веднаш. Чекорите што ги прави градот вели давале резултат, иако сликата на терен е и повеќе од алармантна. Повторно прстот го впери кон Алфа поради неочекуваните прашања. И вие како новинари, вашиот медиум ТВ Алфа, мислам дека перманентно и фокусирано ја пратите работата моја и на градот Скопје, и затоа сум малку изненаден овакво прашање со оглед на тоа што веројатно знаете дека битката за загадувањето не е битка која што адхок ја стартувате, па адхок треба да ја прекинете. Таа е перманентна и ние во цело време во континуитет во изминатите 3 години превземаме мерки кои што даваат веќе број на намалени денови, на загадени намалени денови. Иако градските власти најавија дека ќе субвенционираат клими, добар дел од граѓаните се уште ги чекаат. Од градот ветија дека старите печки ќе ги земале од домовите на граѓаните, но тоа барем досега не се случи. Шилегов сега се правда дека тоа било поради пандемијата. Не мислам дека е добро како градоначалник своите вработени да ги терам да влегуваат по домови на луѓето да констатираат состојба. Во меѓувреме се погласни се граѓанските организации кои се борат за чист воздух. Бараат властите системски да го решат проблемот со загадениот воздух и тоа со многу поригорозни мерки за загадувачите. Како најголеми загадувачи изминатиот период беа палењето на отворено, индустријата, потоа депониите со отпад, неконтролираната урбанизација, загадувањето од загревањето, но секако и сообраќајот кој наместо да се регулира станува се поголем.